20 минути те убедував да прифатиш помилувањето, аболицијата и така натаму. И ти ме слушаше, и ме слушаше. Зборев за децата, зборев за сопругата, зборев за кариерата, зборев за животот, зборев за здравието твое, зборев за све. Ама ти уста не отвори. Ти ме сослуша и само им рече, сотка заврши? И ја викам, да. Ја одлучив, викаш, и што ви, Игоре? Вика, па ја не прифаќам. Не беше само ти, имав навистина многу, Да. многу мои блиски пријатели, познаници, колеги, ме убедуваа да го направам тоа. Одлуката ја донесов претходно, Браво. дека нема тоа. Имав поддршка од сопругата, се сеќам една вечер седевме покрај камин и викам, јас не планирам да ја земам, шо мислиш ти? Затоа што доволно ги имав, да не кажам, вметнато во сите тие проблеми како семејство, без нејзино, да кажем, одобрување или потврда, немаше да го направам тоа секако, затоа што не сметам дека заслужуваат да продолжува голготата, но кога слушнав дека ме поддржува во мојата одлука, веќе бев убеден дека тоа ќе го направам така како што сум решил.